Продолжува и натаму пасивност околу засилувањата кај второлигашите во однос на минатите зимски и преодни рокови кога многу од второлигашите беа далеко поактивни со промоција на нови заселувања. За сега само Шкендија Рачиново со 4 и Охрид со 2 засилувања се наактивни, со што треба да се истакне дека Охрид ја задржа во целост екипата од есенски дел, па сега само се надополнува и го подига на уште повисоко ниво квалитетот во своите редови. Останатите екипи натаму немаат официјални промоции на играчи, иако периодниот рок се отвора на 15 јануари, минатата зима второлигашите беа многу поактивни. Заселувања нема, но има заминувања. Повеќе од 10 играчи веќе официјално ќе минуваат средини. Како што веќе информиравме, Филип Димовски замина од Прилепска Победа. Голмот на Кожув Борче Картов исто така ќе минува средина. Од Детонит Плачковица заминаа Давид Велковски и Оливер Христов. Александар Ѓоргиевски повеќе нема да настапува за Шкендија Рачиново. Никол Чешарковски замина од редовите на Кожув. Од Каменица Саса си замина Махира Ирули, кој веќе е нов играч на Шкендија Рачиново. Исто така од Осогово замина Владимир Жоглев, кој е нов играч на Шкендија Рачиново. Искусниот Бојан Спирковски замена од Беласица, кој беше најдобар стрелец на Струмичани со 10 гола, а па Кожув остана без искусниот Благој Спирковски, кој е нов играч на Охрид. Сериозен проблем ќе имаат екипите од долниот дел на табелата. Големо Конјер е свесен дека веќе испаднат во трета лига, па ќе ја доигра сезоната и се подготвува за третолигашките предизвици. Тимот на Слоговиница ќе треба сериозно да се засилува, но тимот е пред тежок предизвик поради сериозната бодовна разлика постанува надеж за бараж, а исто ќе биде исклучително тешко. Преспа е во слична ситуација, исто како и тимот од Виница. Победа се соочува со заминување на неколку фудбалери, што се отвора прашањето како Прилепскиот второлигаш ќе изгледа во пролетниот дел и дали ќе има можност за засилување. Проблемот со финанси директно влијае врз заминувањето на поискусните играчи, па сега тимот ќе има проблем како да се екипира и со какви сили ќе влезе во пролетниот дел во трката барем за бараж. Вардар неготино е блиску до бараж зоната, но ќе мора да се изненадат квалитетни засилувања ако сака тимот да стигне до бараж позиција на тој начин да води битка за опстанок. Веќе неколку засилувања се договорени во Тетек, зашто се чека официјална промоција во следните денови. Кожув исто така има договорено неколку засилувања. Детонит Плочковица од Радовиш ќе мора да ангажира неколку засилувања во трката да остане во топ 8 како и Осогово од Кочани. Од Беласица, кој остана без најдобриот стрелец Бојан Спирковски, во следниот период се очекува да се надополни со неколку засилувања. Екипите веќе од следната недела ќе ги стартуваат подготовките за пролетниот дел, а со отворањето на зимскиот периоден рок, кој ќе треба да биде отворен на 15 јануари, се очекува интензивно промовирање на нови засилувања. Испаѓањето на последните 5 екипи и играњето на бараж за опстанок во втората лига на екипите од 9-то до 11-то место сериозно ги става екипите во ситуација да размислуваат како да се силуваат и како да стигнат до опстанок. Од следната сезона втората лига ќе се скрати на 14 екипи, а како што и најави председател на Фудбалската федерација на Македонија Масаро Мерагич во неговото новогодишно интервју, војна на второлигашкото друштво ќе брои 12 екипи.